Во претходната емисија гледавте. Значи, здраво, јас сум Мајнур Симоновски, роден во Скопје, живеам во Ѓорче Петров 2. И ети како што можете да видите, живеам во никакви услови. Како мојата жена, значи, ете почина, мене ми стана животот уште многу потежок. Сам сум со 5 малолетни дечина, самохран татко. Како се Сара? Добра, како се? Денес сме, значи, со Сара, која што е архитект во Мебелацевски и која што ќе ни помогне да направиме најдобро решение за семејството и 5 деца. Значи, треба да се стварно многу досетлива за да најдеме што повеќе место да ги сместиме. Повели? Крвчиња ти треба да ти подавам? Да. Раскон, тој сврти се. Сега морам да ги оставам да работат сами, пошто... Еве, уште малку, ајде. Ама нема остават. Кога ќе завршиме со куќева, ќе ги викнам да ги учам да пеат. Да ги видам. Толку од мене денес помош. Добро. Се гледаме утре или заутре ќе му ли рисуваме? Може? Ќе ме учите и тоа? Ќе фугираме. И ќе фугираме, значи све ќе ме научите. Поздрав, чао! Куќата на семејството полека почнува да личи на вистински дом. Со грубите работи е скоро завршено. Тоалетот е сосема готов, а и ѕидовите и фасадата се завршени. Се работи и на патеката во дворот која ќе им овозможи да не газат повеќе окал. Се изгледа совршено. Вредните раце на мајсторите веќе го редат подот и како што гледате, тој е со највисок квалитет, бидејќи кога се работи за среќа на децата, не смее да се штеди. Нашите мајстори работат на куќата на Ајнур и дечињата со турбо темпо, а денес, бидејќи е совршен ден да направиме нешто многу убаво, решив да ги изненадам децата, да ги земам и да изградиме моменти за паметење и голема среќа. Денеска им кажав дека им следуваат многу изненадувања, а тие ме чекаат токму овде, каде што се сместени привремено додека им се прави куќата. Здраво, дечки! Здраво, како сте? Добри. Добри сте? Да. Здраво, како си? Добро, е. Одлично, супер. Јас знам дека сте многу нестрпливи. Колку од 1 до 10 сте нестрпливи да го видите новиот дом? Да ти кажам право, искрено многу. 100. 100. Значи, уште малку ќе се стрпиш и ти ветувам дека твоето трпение
ќе вроди со многу голем плод, односно ќе бидеш многу изненаден сите вие, но денес бидејќи е ваков сончев и убав ден, решив и јас и децата да одиме на некои места и да направиме некои многу интересни работи. Значи денес ти ги киднапирам децата, може? Одлично, може. Значи Ако не може- сите освен најмалото кое што е уште Да, многу да, мало да. за да ти го киднапирам Не, денес. малецкото нема да го киднапирате. Дечки, дали сте спремни? Да! Ајде, одиме. Одиме! А, знаеш, Анđело, и тебе ќе ти земеме нешто. Важи? Чао, Анđело, чао, Ајнур. Чао, Ајде, дечки. Добро да си поминете. Фала ви, ќе си поминеме. Чао. Првото место кај што сме денес е едно од моите омилени места, но мислам дека тоа е и омиленото место на многу деца. Тоа е зоолошката градина во Скопје. Здраво! Дечки, како сте? Добри? Ова е Дада Тина. Здраво. Здраво. Здраво на сите. Благодарение на Како сте? нејзиниот ангажман, многу дечиња од проект Среќа доаѓаат редовно во зоолошка градина, слават тука родендени и таа им приредува неверојатни работи. Денес за нас што имаш Тина ти спремено? Па имаме спремно една убава едукативна прошатка каде што Аха. ги видиме сите животни во зоолошката. Имате некој омилено животно? Да, имам. Кое? Ја имам да видам анаконда са. Анакондата. Анаконда. Имаме анаконда, Тебе кој ти да. е? Питон. Питон. Имаме и питон. Знаете ли, дечки, дека нашата зоолошка градина е една од најубавите во Европа во моментот? Да. Ајде сега И ти да сакаш кончиња да видиш? внатре. Еве го и едукаторот Аце тука не чека да прошетаме. Одлично. Ајде дечки, Да. рачиња. Аце е тој кој што ги води родендините и едукативните тури и најубаво знае да објасни за секое животно. Здраво, дечиња. Јас сум... Здраво, здраво. Здраво, здраво сите. Јас сум Чичко Александар. Тука сум, да, работам како едукатор тука во зоолошката градина и сега ќе се прошетаме низ зоолошката и ќе ги видиме сите животни. Крокодилите сакаат топло многу. Да, а? они сакаат. И ово се рисови. Да, едно животно што спаѓа во таа фамилија на мачки, така? Личат Чувате на мачки, нели? Да, личат на мачки, само како што е поголема мачка. Гледате, увцето малци има горе како влакненце има. Волците, нашите роднини на нашето куче. Сега ќе прашам да не чува некој куче. Сега маче чувавте, така? А куче? Да. Идат. Лаво. Лавот. Нели зборевме рикање на лавот, така? Си означува територијата лавот својата. Како вика, ја никогаш не слушнав лавот вака. Виж сега да се бори. Еве го сега пак ќе дојде. Ево, дека ќе видиме еден интересен мајмун. Еве го, Да, ова е се многу вика интересен. Белорак гибон. Тој спаѓа у тие човеколики мајмуни што се слични Аха. наши роднини. Може да оди Видете малце колко е, исправен. Ова ви е ага. Ово е најпознатиот Да, папагал во ова е Македонија, сите да, го во знаат. Македонија луѓе доаѓаат често само заради него да го Само видат. ага да го видат. И некои дури седат така со него и го галат, ама треба малце да внимаваме зашто овој папагал има многу силен клум. Жирафите се едни од највисоко животно и со неј е поврзано се нај. Значи тие имаат најдолг врат, така? Најдолги нозе имаат, најдолга опашка и најдолг јазик. Знаете зашто имаат најдолг јазик? За да може да ги Што прави сега жирафата? Ги јаде лисијата. Значи да може да ги дофатат највисоките лисија што се на дрвијата. Сега дечиња ќе се запознаеме со нашите слоници во зоолошката, со Дуња и Дела. Дуња е поголемата слоница. Дуња е азиската слоница, негде има околу 50 години, дојка помалата е африканска шумска слоница или дајела. Дечки, дали убаво си поминавме у зоолошка? Да. Дали сакате сега да одиме во нови изненадувања? Да. Ајде. Бидејќи сме уморни и гладни, решивме да седнеме и да јадеме највкусната храна во Тренд. Што сакате највише да јадете?
Пица. Пица? Да. Хамбургер. А ти? Исто. Хамбургер? Дечки, знаете кај ве донесов сега? Каде? Ова продавница се вика Минисо и овде ги има најубавите подароци на цел свет. Овде ќе може да си изберете што сакате. Јас најмногу од се сакам шопинг. Може? Јас. Ајде! Ајде! Кој сака корпа? Јас. Повели! 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 Оди ти со Алмир, може? Здраво, како сте? Ајде, љубов. Може венче плаво да го земам? Кој? Може, злато, секако дека може. Чекај да видам. Венче плаво, да не сакаш друга боја да најдеме венче? Значи, тука има таков неверојатен избор, што стварно не можевме да се одлучиме. Некако се одлучивме и некако стигнавме до каса. Дечки, дали сме срекни и готови? Јеј! Ајде сега да се спакуваме и да се вратиме дома конечно после овој вистински долг ден. Здраво! Како нашата екипа од Сенатор ја привршува грубата градба на куќата, односно тие големи работи, се приближуваме до најубавиот дел, а тоа е уредувањето на домот. Денеска сме во Штип, каде што Аџико Home Center се понуди да биде нашиот партнер и донатор со големо срце. Затоа денес ќе ги избереме сите убави нешта со кои што ќе го уредиме домот токму овде во Штип кај Аџико. Ајде со мене. Значи, денес сме во Аџико во Штип и го бараме главниот виновник за тоа што ние денес сме овде. А тоа е Мики, собственикот на Аџико од Штип. Здраво, Мики! Браво! Како си? Фала, добро вие. Добро ве најдовме. Морам да ти кажам дека ми е исклучително драго што денес сме тука и многу ти фала за поканата да бидеме овде. И сакам накратко да ни кажеш приказната како реши да не се приклучиш. Подраго ми и мене, ние се знаеме одамна. Да, ние сме колеги од факултет. Така е. И не само тоа, ние како фирма подржуваме разни здруженија, се трудиме да донираме и да помогнеме на во рамките на нашите можности колку што можеме повеќе. Идејата ваша што ја спремате е супер. Ние можеме да ве поддржиме, да ви помогнеме во тоа кое што вие го работите. Имаме широк асортиман. Приказната на луѓето за кои што помагаме е специфична. Да. Мене ми е драго што можеме да им помогнеме. Цел комплет. Ова е многу убаво. Одлично. Па, ја мислам дека да, тоа ќе ми врши работа, да. Ова е одлично за пржење јајца. Ја како искусна домаќинка да ви кажам. С вода. Ете, чаши. Еден комплет стаклени чаши. Одлично. Канта за ѓубре. Значи, домот им е уреден во бело, кремаво, кафеава боја. Што значи дека треба да најдеме некоја комбинација од бело, кафеаво, кремаво, кое што исто така мораме да мислиме да биде шарено. Затоа што тоа се 5 деца. Значи 5 деца за 5 секунди прават хаос. Ајде да видиме тука. Соодветен тоа. Опа. Ова е одлично. Да. Ова ми се свиѓа. Чекај видиме. Ама ова повеќе ми се свиѓа. Многу сме брзи и ефикасни. Да. Одбравме тепих. Јеј! А имам уште еден за одбирање, за детска соба. И тоа е многу важен, затоа што децата мислам дека највише од се ќе се радуваат на детската соба. Децата немале до сега детска соба, а ова ќе биде навистина за нив големо изненадување. Шо пошарено, тоа поубаво. 4 деца се, 2 машки, 2 женски во соба, значи треба да бидат секакви бои. Нема розови, плави. Ова е добро. Ова е одлично. Уште 4. Перницови јас ги носам. Реков ја камион ќе ни треба. Од мали електрични апарати ни фали пегла. Може да видам што си ни одбрал?
Мики, ово е тоа што ни го препорачуваш, така? Па да, тоа е тоа кој што ќе врши работа. Одлично. Ни треба осветлување за 2 соби, предсобје, WC и едно мало светло за за влезот на куќата. Може да ни помогнеш? Значи, Има и може во обзир дека се мали собичките и дека се ниски плафоните и дека не смее да биде ништо што виси, значи мора да е залепено. Нешто што е најпрактично. Значи може за дневната соба може да одбереме некој ниско лустерче, Така? а за во детската соба и во купатило најпрактични се плафонерките. Јас исто Плафонерки мислам, кои што да. не трошат струја воопшто, а се Ово е супер. И мислам дека ќе им одговара. Опа! Тука имаме цел сет. Значи комплетни сме. Ово треба на секој семејство. За овој комплет правихме овој, така? Опа! Одличен квалитет. Прекрасните домакини во Аџико Хом центарот во Штип ни помогна за најкратко време да одбереме апсолутно се за да го опремиме домот на Ајнур и неговите 5 деца од игла до локомотива. Сега одиме да видиме до кај се нашите мајстори, затоа што мораат брзо да завршуваат. Ова што сега го гледате, значи дека веќе сме при крај. Мебел Ацевски, кои работеа на плочестиот мебел, се веќе тука. Мајсторите вредно и неуморно работат. Ормари, кујна, креветчиња. Се е скоро готово. Морам да ви признам дека најсрекна ме прави тоа што нема никакви проблеми при монтажата и нема потреба од корекции. Тоа значи дека работата си ја знаат совршено. Во еден ваков проект, во кој сме врзани со лимитирано време, среќа е да се работи со вистински професионалци. Стигна и нашите пријатели од Мебел Ви кои што се задолжени за меките мебели. Едно големо благодарам до нив што ни се приклучија и покажаа дека имаат вистински големи срца.
Стигнавме скоро до крајот. Утре ја предаваме куќата на Ајнур и на дечињата. Денес имаме една многу амбициозна задача, а тоа е сами да го средиме дворот. Цела недела молевме и колевме на страницата на проект Среќа некој да се пријави. И откога свативме дека никој нема да се пријави, јас заедно со децата од проект Среќа и вработените решивме да го средиме дворот. А колку ќе успееме у тоа, ќе видиме на крај. Сега за сега ни иде некако. Децава се родените со лопата, значи родени се толку се талентирани. Како што гледате, јас денес го немам веќе моето оддело, делото е на перење, затоа што овде сме на последниот ден на предавање на куќата. Неверојатно е што направивме само 2 недели. Знаете во каква состојба ја најдовме оваа куќа на Ајнур и неговите 5 деца и во каква состојба беа тие кога ги затекнавме првиот ден. За само 2 недели се натори Painted Black и проект куќа заедно го направија ова. Неверојатно сум возбудена денес. Морам да ви кажам дека за само 1 час ќе дојдат тие овде. Имаме уште многу работа, мајсторите се сите тука. Мислев дека само во емисии што ја гледам на телевизија се дешава нешто у 5 до 12, стварно се дешава нешто у 5 до 12, значи ајде, дојдете да помогнеме, оставите камера до исмеја. Што гледате, ние сме внатре, ја средуваме куќата, ставаме се на своје место. Има некои луѓе кои што се трудат да ги усреќат од срце неговите деца. За 30 минути тие се тука. Мене ме фаќа блага паника дали ќе успееме. Ама мислам дека ќе успееме.
Како што ја започнавме првата епизода на проект Куќа, така ја завршуваме. Со Мацко. Овде сме ја кажеме што се направивме, бидејќи само за 10 минути стигнува семејството. Ви благодарам, бидејќи ги исполнивте и највисоките очекувања. За неверојатно брзо време направивте нешто кое што на прв поглед изгледаше дека е непоправливо. Што се направивме? Тоа како што кажавме на почетокот, направивме све. Завршивме покрај сенатори Пенти Блек, учествува и други фирми, донатори, секој со своите можности даде учество. Дали може да ги кажеме, бидејќи оваа емисија има за цел, освен што дели среќа, ги поттикнува компаниите и физичките лица да ги отворат своите срце и да станат филантропи. Дали може да ги пофатиме? Така е, еден голем поздрав до сите фирми, воедно и да ги спомнеме, сите кои учествуваа во овој проект. Покрај сенатори Пентин Блек, придонес дадува за реализација на овој објект и странатите фирми Балкан Градба, Мебел Ацевски, АМ Стил, Декс Дизајн, Енергетика Стил, Мак Електрика, Шате Керамика, Хидромак, Кулјар, Филфрос, Аджико, Хоум Центар од Штип и нека извинат ако заборавивме некој. Огромна е работата која што сите заедно здружени ја направивме. Сега можеме само да ја видиме на смевката на лицето на Ајна и на децата и да видиме како тие ќе реагираат на се ова кое што ние го направивме. Така е, одиме да ги пречекаме. Ајде. Дечки стигна. Ајнур, дечки. Браво, да те Кристина. Браво. Ова е моментот што го чекавме многу време. Здраво. Како си? Добар, вие? Ти Злато, како си? Пуштите, дали не? Јас сега знаете што сакам. Сакам да ги затворите очите и да дојдете сите тука да го видите вашиот нов дом. Ајде! Затворите очи! Западнеме. Отворите очи! Во вашиот дом. Добре дојдовте во вашиот нов дом. Благодарам. Јас сакам да ви кажам дека со многу голема љубов 2 недели многу луѓе работеа за вашата среќа. Се надевам дека навистина сме ве погодиле и дека од овој момент натаму ќе уживате само во среќа. Може ли да влеземе сега? Може. Ајде! Ајде да си влеземе во вашата нова. Погледнете! Дечки, ова е вашата соба. Ова е вашата детска соба. Дали ви се допаѓа? Да! Многу! Се сеќавате ли што ми побаравте? Каква боја требаше да биде? Јакова, плава. Ете! Лилјакова и плава. Плава. Така можеме да си учиме? Да, тоа се вашите масички за учење, тоа се вашите шкафчиња. Од 1 до 10 колку ви се свиѓа? Многу. Еј, 100! Ще даже така си на. Срциња мои! Сакате ли сега да одиме од другата соба да видиме што има? Ајде, ајде лепото! Ајде, тоа е твоја соба. Ова е мојата соба. Вашата нова дневна соба. Дали ви се допаѓа? Вашиот дом да си разгледате. Ова е веќе. Ајде, ваш бед. Водом? Има светло, има вода, има апсолутно се што е на едно семејство му треба. Чашки. Чекаме докато што сме ставили тука е празно. Тука е чиња, тачиња, значи се што може да ви Навистина немам зборби. Ако сте вие срекни, јас сум учествувала. Не да сме срекни, него пресрекни сме, јас немам зборови, стварно немам. Јас сум воодушевен од тоа што го гледам, стварно во мене тоа. Све нова куќа, нова. Дали сакате сега да го видите тоа највише што го сакавте? Да! Тоалетот? Да! Ајде! Ајде го видите. Вау! Колку е убаво! Ова е нашата зелба. Нема.
Има. Што е убаво? Јавор! Јавор, доле! Јавор! А тато и Анджело ти се спијат во дневната, така? Много ни се допаѓа све. Што е? Играчка има млада, да. Много, леле, ще упако вечер упако се пиеме. Ајнур, од кога малку ги смиривме емоциите, да си седнеме и да си поразговараме сега за убави нешто. Прв пат кога се сретнавме токму во ова соба. Вие сите овде бевте сместени на буквално еден души. Да, доле на земја. Сега тие времиња се позади нас и можеме да се концентрираме и да размислуваме за убави и среќни нешта, односно животот да се положи во една среќна насока. Кажи ми, што мислиш, каква промена кај вас ќе предизвика целото ова кое што ние го направивме? Значи, искрено, и ние ќе имаме голема промена, ради што, вистина, значи, што по во побави услови, значи, се живее. Значи, сега е не е како што беше катастрофално, значи, сега, значи, со побави услови, значи, можеме да бидеме и попедантни, почисти децата, тоа се подразбира така. Се зависи и до можностите кои ги имаш во куќата. А ти кога немаш ништо, не можеш, како ќе живееш. Да, благодарение на вас, значи, ете, ние можеме да живееме среќно и весело. Значи, стварно, бевме многу загрозени, кои што знаете и ние. Ама сега јас сум зачуден, искрено, фала ви многу за... Значи сега имате вода, имате струја, се оно кај што основно во старт недостигаше за да едно семејство може да функционира. Така. Јас искрено се надевам дека вие од овој момент натаму ќе бидете многу среќни и дека ќе се видиме следниот пат за некои убави нешта и ќе ме викнете тука да ми сварите едно кафе во вашата нова кујна. Јас од срце ви Со задоволство тоа ќе биде. Задоволство. Од срце ви посакувам се најубаво од овој момент натаму. И да се видиме за убави нешта, а вие дечиња да си уживате во вашата нова детска соба. Да. Го оставаме семејството Симоновски да ужива во нивниот нов дом. И на тој начин ја завршуваме првата епизода од нашата емисија Проект Куќа. На самиот крај, сакам да ви кажам уште еднаш дека кога сме сите заедно сплотени, кога ќе ги отвориме срцата, можеме да направиме огромни и големи нешта. Дали знаете колку дечиња спијат из кревет? Дали знаете колку дечиња живеат без основни услови? Но тоа можете да го промените. Придружете ни се, станете дел од оваа голема кампања за среќа. Проект Куќа, до следната епизода.